Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на Откриени тајни. Емисија која што секоја сабота во 11 часот имате можност премиерно да ја гледате на телевизија 24, емисија во која обработуваме теми со кои што се обидуваме на некој начин да го олесниме вашиот живот, да го направиме поубав и секако на многу полесен и поедноставен начин пред се да ги остварите вашите цели. Токму на оваа тема ќе разговараме и денес во рамки на денешната емисија. Затоа останете на каналот на телевизија 24 и бидете и во продолжение со нас. Секојдневно пред себе поставуваме голем број на цели кои што сакаме да ги постигнеме во нашиот живот. Не секогаш така лесно ни оди во остварувањето на своите цели, но она што е најважно и најзначајно секако дека мораме да бидеме истрени и да веруваме во себе кога пред себе поставуваме нешто кое што сакаме да го оствариме. Денеска ќе разговараме на оваа тема, односно ќе зборуваме за главните точки кои што ни се потребни да ги знаеме за да ги постигнеме своите цели. На оваа тема разговараме секако со доктор Жарко Костич, мотивационен говорник кој што и денес е дел од Откриени тајни. Жарко, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, Сања, добар ден до нашите гледачи. Зборуваме на една доста интересна и значајна тема, впрочем како и сите претходно кои што ги имаме во рамки на емисијата Откриени тајни, а денес ќе откриеме кои се главните точки кои што мораме да ги знаеме и да ги имаме на ум кога сакаме да ги постигнеме нашите цели. Секако дека има многу што да се зборува за оваа тема, но она најинтересното, најсуштинското денеска во рамки на емисијата. Ќе започнам со прашањето кое што е поврзано со самодовербата, со сигурноста во себе и со немањето на негативни мисли при решавањето на целите. Колку сигурноста во себе и немањето на негативни мисли може да ни помогне полесно и поедноставно да ги оствариме нашите цели? Значи, ова емисија се навраќаме на целите. Целите се публикуваат на скоро секоја емисија која што имам, баш поради тоа што е поврзано со мотивацијата. Фактички целиот ентузијазам и полет кој што човекот го добива во животот е поврзан со цел и идејата што сакаме да прикажеме, покажеме и докажеме во нашите емисии дека кога човекот има цел која што ја сака, тогаш и мотивацијата и жарот кај него се буди, се елува живост и се повраќаат емоциите и така натаму. Сега, оваа емисија баш ќе продолжиме на оваа тема, но конкретно ќе се задржиме на главни детали како можеме да ги постигнеме овие цели. А една од клучните работи кога ќе поставиме некоја цел во животот или сакаме нешто да направиме, самодовербата е клучот за контролата која што треба да имаме. Фактички самодовербата ни дава контролата која што ја имаме за да допреме и да дојдеме до целта. Што се случува во колку имаме мисла дека ќе оствариме таа цел, сме 100% сигурни во тоа, без било какви сомнежи, без било какви негативни мисли, тогаш имаме чиста акција, точно знаеме што треба да направиме и едноставно делуваме со сигурност и тоа го покажуваме во самата околина. Ако речеме дека имаме 100% сигурност дека ќе оствариме целта, тоа е нешто кое што е најдобро, но некогаш почнуваат да не се јавуваат негативни мисли, почнуваат да не се јавуваат сомнежи во врска со тоа дали ќе ги оствариме целите или не. Видите колку повеќе такви сомнежи имаме во врска со тоа дали ќе ја постигнеме целта, дали ќе оствариме целта, толку помалку контрола имаме врз тоа дали ќе ја постигнеме целта. Значи почнуваме да губиме контрола врз остварување на целта, баш на тој начин што вклучуваме сомнежи во врска со постигнувањето на целта. Рековме дека имаме подсвест, рековме дека таа подсвест е наполнета со некои негативни искуства, разочарувања, порази и така натаму кои што ни се реактивираат сами по себе некогаш кога сакаме да тргнеме да оствариме таа цел. Ке се јават препреките, ни се јават сомнежите, ни се јават стравови, ни се јава колебливост, сето тоа ја редуцира самодовербата, која што ни е многу битен фактор да ги постигнеме целите и она што се случува во тој момент дозволуваме препреките или физичкиот универзум да излезат на патот помеѓу нас и помеѓу самата цел. Затоа е многу битно човекот да има 100% јасна мисла и намера и сигурност дека ќе постигне нешто поради тоа што во тој момент ствара на некој начин заштита од физичкиот универзум, од препреките во физичкиот универзум да не се премостат на патот кон остварување на самата цел. И навистина тогаш имаме една убава контрола, посветеност кон целите, ги тргаме сите препреки, сме волни да ги надминеме сите препреки, стануваме оптимисти, се јавува тој ентузијазам и полет и жар, едноставно делуваме во правец на остварување на самата цел.
Колку жарко фактот дека не сакаме да превземеме одговорност и немаме волност одговорноста да ја пренасочиме према себе, во моментот кога нема да оствариме некоја цел која што имаме поставено, бара од нас да поставиме оправданија кои што секако ги користиме со цел да го оправдаме својот неуспех. Точно, ако кажеме дека значи тргаме код да остваруваме на некоја цел. Изборевме сега во претходното прашање дека таа мисла јасна, позитивна, без сомнежи, без колемање, без стравови, дека ќе дојдеме до самата цел е многу битен фактор за да тргнеме да ја оствариме самата цел. Што се случува во моментот кога почнуваме да се колебаме, имаме сомнежи, имаме стравови, се ова несигурност во таа позитивна мисла. Позитивната мисла веќе не е чисто позитивна, него станува позитивна, негативна, некогаш имаме само негативни мисли, зашто кон остварување на целите, тогаш почнуваме да имаме оправданија, поради тоа што колку повеќе не сме сигурни, односно колку сме понесигурни во врска со остварување на целите, толку повеќе ние. Гледате, секогаш сме ние причината, никогаш не е физичкото универзум причината. Тогаш ние одбираме работи и велиме дека поради тоа и тоа јас не можам да ја постигнам таа цел. Кој да е пример да го земеме? Можеби има невреме некој, сакаме да стигнеме некаде. Но ако ја немаме длабоко, односно ако ја немаме посветеност кон таа цел, ако немаме 100% желба да ја постигнеме целта и сигурност дека сакаме да стигнеме до таму, во тој момент ние одбираме фактор, например лошото време, дека е причината зашто не можеме да постигнеме нешто. Видите, ние ги одбираме оправданијата, ние ги одбираме препреките и ние самите велиме дека поради нив не можеме да постигнеме нешто. Тоа само по себе покажува колку ние сме фактички причина и за нашиот неуспех. Значи ние сме причина за нашиот успех во колку тргнеме кон остварување на целта и во колку не се сложиме со препреките. Едноставно не сакаме да се сложиме со тоа дека има препреки на патот кон остварување на целта. Но во колку не сме сигурни дека сакаме да ја постигнеме таа цел, во колку ја немаме таа желба, во колку ја немаме таа 100% чиста позитивна мисла, тогаш ние одбираме различни причини зошто не можеме да постигнеме успех и зошто не можеме нешто да направиме. И ова е секаде во животот, со било која цел на било кој поглед. Без разлика дали на работа, сакате да постигнете нешто, но едноставно не сте 100% сигурни дека тоа ќе го постигнете и почнувате да наоѓате оправдание, не можев поради тоа, не можев поради ова, по ова се случи и така натаму. Гледате колку повеќе оправданија воведуваме или колку повеќе оправданија ние зимаме, затоа што секогаш ние го зимаме оправданието. Гледате, ние одлучуваме што е причината поради која што не можеме да дојдеме до остварување на целта. И сето тоа е баш поради тоа што сакаме да се го кажеме на себе си и на другите дека не сме способни и дека не можеме да го постигнеме тоа и за тоа ни треба оправдание. Ќе дадам еден пример. Например, работам сега конкретно со спортисти во овој период и многу интересно се забележи тој менталитет на еден спортист кога доаѓа во ситуација каде што се соочува со неколку препреки за да дојде да ја постигне целта. Ќе видите некојаш тенисери има или кошаркари или фудбалери, кога е многу густо. Имате некој кој што треба каде што треба се одлучи мечот. Кога води тимот, например, имате некој играч кој што е еден од главните во тимот и кога води тимот се во ред. Но кога настанува густа ситуација, гледате, кога се очекува од него дека тој треба да ја преземе одговорноста и контролата во играта, во колку нема храброст да оди и да ја постигне целта, рековме у претходните емисии дека треба да имаме волност и да искусиме и неуспех. Гледате, ако се плаши од тој неуспех, што се случува? Многу често ќе имате ситуации кога спортистите почнуваат да се повредуваат во такви ситуации кога се крши, кога имате некои клучни ситуации во самиот меч, кога има стрес на некоја ситуација. Баш тоа е поврзано со мотивацијата и со волноста да се стигне до целта и одговорноста која што ние треба да ја преземеме за победата и за поразот. Затоа што ако не сме волни да преземеме одговорност дури и за поразот и да не си го признаеме, тогаш ќе почнеме да наоѓаме оправданија дека не е поради нас, дека сме го искусиле поразот, тука е поради некоја причина. И тоа им се случува и на спортистите, ќе видите кога не се волни или кога сваќаат дека ќе бидат поразени, почнуваат некоја мала повреда да станува голема или почнуваат да се повредуваат, едноставно почнуваат тоа да го драматизираат и да го преувеличуваат и е на некој начин оправдание за поразот кој што го искусуваат, тоест
фактички тоа оправдание е само доказ дека тој сака да избегне одговорноста од себе, дека поради него или поради нешто што него направил како што треба, доживеал пораз. Така да повреденото колено или повреденото лакт или повреденото рамо, во тој момент ја трга одговорноста, бар така тој мисли, ја трга одговорноста од себе. Или ќе имате некоја ситуација во колективот, имате некоја ситуација или некоја работа која што треба да се направи, има притисок, има време, мора да се постигне целта. И ако ја немаме таа сигурност и посветеност дека ќе го постигнеме тој, ќе видиме дека нема да го постигнеме некогаш. Или имате луѓе кои што пред испит многу често се разболуваат. Така сака да го полагат испитот, ама сваќаат дека не се спремни. Во даден момент се соочуваат со тоа дека ќе изгубат, дека нема да успеат да дојдат до целта. Што се случува? Многу често се разболуваат и разболувањето е фактички оправдание дека не се тие виновни дека не положиле. На испитот едноставно болеста ги има спречено или почнува да не боли глава во дадени моменти кога е критично и кога треба да се соочиме со некои работи. И тие се оправданијата кои што човекот сам си ги креира на некој начин за да се оправда себе си и пред светот дека не е едноставно дека не е он крив, дека не може да се фати или не може да се соочи со работата и дека не може да го искуси поразот. Така да одговорноста за неја е подеднакво за победата и за поразот. Треба сме волни да тргнеме кон целта, но исто така треба да бидеме и волни и да преземеме одговорност доколку во тој момент не ја постигнеме целта, да знаеме дека има нешто поради кое што ние сме сгрешили зашто не сме дошли до целта, но тоа ни дава контрола, поради тоа што тоа ни дава свесност за тоа што е тоа што го правиме погрешно и токму тоа ни дава големина како бите за да можеме да го коригираме и да учиме од грешките за да можеме во наредниот обид да ја постигнеме целта на вистина да ја постигнеме. Рековте, Жарко, за остварување на нашите цели дека е многу важно и значено пред се да бидеме сигурни, самоуверени, да веруваме во себе и да превземеме одговорност. Но зошто ни се случува во моменти кога сакаме да оствариме некоја цел, да се колебаме? Умот е многу интересен, кажам, нешто кое што е многу интересно поради тоа што секогаш функционира со да или со не. Умот не можете да му ставате можеби, затоа што тоа го блокира самиот ум, затоа што кога човекот е колеблив, кога е на можеби, тогаш не може да преземе акција. Видите, за да имаме акција, мораме да имаме да или мораме да имаме не. Или мора да предоминира да или да предоминира не. Ако имате 50% да, 50% не, сте заглавени во една ситуација. Некогаш не можеме да донесеме одлука за нештото, затоа што одлуката секогаш и претходи на акцијата. Воколку не донесеме одлука. Гледате за тој изборев во првото прашање, колку по 100% е одлуката и сме сигурни во нештото, толку е по ефикасна акцијата. Колку повеќе се сомневаме, ама тргам натаму, ама не сум баш сигурен дека тоа е нешто исправно, едноставно нозете ве враќаат назад. Поради тоа што претходно не сте одлучиле дека тоа е нешто кое што сте сигурни дека е добро или можеби сте сигурни дека не е добро, едноставно немате колебање да не го направите. Самото тоа. Но проблемот е колебливоста. Сега, зашто се јавува таа колебливост често? Се јавува поради неколку фактори. Прво е дека човекот можеби нема доволно податоци. За да донесете некоја одлука ви требаат податоци, треба да испитате. Ако направам ова, што ќе се деси, ако направам ова, што ќе се деси, некојаш не требаат податоци за да одлучиме. Сакаме да имаме во некоја фирма или да смениме работно место, ни требаат податоци, што е тоа што ќе го добиеме во другата фирма. Како нешто кое што го споредиме со ова кое што ги имаме во првата фирма. Значи, прво е податоците, треба да собереме податоци. И често податоците се собираат не само со случајно, туку со гледање. Затоа што некогаш луѓето ви кажуваат едни работи, но она што го обзервирате и што го гледате е сосема друго, така да многу валиден приот и метод за добивање на податоци е обзервација, тоест наблюдување. Слушањето некогаш може да биде и лажно, баш поради различните нивоа на скала на емоции кои што ја користиме скоро во секоја емисија. Сега, друга страна зашто човекот не сака да преземе акција, односно да донесе одлука, е страф од последиците. Затоа еднаш и мислам дека имавме емисија дека кога човекот се плаши од последиците на акцијата што ќе ја направи, тогаш не сака да преземе акција. Фактички тука е клучот на ова што го зборев претходно за одговорноста. Човекот мора да биде волен да преземе одговорност за нешто добро, но и за нешто лошо. И едно од другите кои што сигурен сум дека ќе биде интересно да го слушат нашите гледачи поради тоа што баш и го бараат во комуникацијата со мене и кажуваат дека многу им се допаѓа, тоа е тонската скала на емоции и едноставно луѓето кои што ги нарековме во претходните емисии стопери, значи тоа се луѓе кои што се
има тенденција да ги стопираат другите луѓе. Гледате, ако ја разгледаме тонската скала на емоции, за сите оние кои што се ново вклучени во нашата емисија, имаме едни жолти тонови кои што се креативни тонови, конструктивни тонови, тука се тоновите на акција, на ентузијазам, на развеселеност, на игри и така натаму. После како паѓаме со емоциите, гледаме едни црвени тонови, тука се антагонизам, лутина, непријателство, болка, огорченост, после тоа имаме скриено непријателство, страф. И како се спуштаме понатаму, имаме очај, тага, апатија и така натаму. Значи, гледате, како паѓаме со овие емоции и зашто паѓаме со тие емоции, баш поради неуспесите кои што сме ги претрпеле во нашиот живот. Колку повеќе неуспеси имаме на собрано и колку повеќе тие неуспеси си ги взимаме лично, тука и проблемот. Она кој што сакам да зборам. Гледате, кога имате некои порази, не мораме лично да си ги земеме премногу. Поради тоа што колку повеќе лично ги превземаме, колку повеќе се каеме, тоа не значи да не преземеме одговорност. Гледате, кога ќе кажам, човек се кае за нешто за кое што сака да преземе одговорност, но некогаш има тенденција премногу да се самообвинува за работите кои што ги има сгрешено, премногу да се кае, станува жртва на некој начин и на сам себе и на околината. И во тој момент самиот се стопира. Но имаме исто така и луѓе во нашата околина кои што премногу не обвинуваат за погрешните одлуки кои што сме ги донеле во нашиот живот и почнуваат да не прават несигурни за секоја нова одлука која што сакаме да ја направиме. Видите, некогаш ќе сгрешиме. И колку убаво да имате околина која што ќе те натера да учиш од твоите грешки, а не да те казнува со грешките кои што си ги направил. И гледате, кога имате околина или така наречени како што ги нарековме ние стопери, луѓе кои што сакаат да го потенцираат нештото кое што е негативно, кои што сакаат да ги потенцираат твоите мани, кои што сакаат да ти потенцираат дека си сгрешил еднаш, си сгрешил уште еднаш, па немој пак да грешиш. На некој начин сакаат да тргнат одговорност од тебе на донесување на одлуки и почнуваат они да носат одлуки во твое име и за тебе. И гледате, тука почнуваат луѓето да ја губат својата одговорност и тогаш стануваат колебливи. Колку често кога сме наоѓаме во таква околина, почнуваме да не си веруваме себе си, туку секојаш имаме некој советник. Океј, мамо, што мислиш ти за ова? И сега мајката е доминантна у целата ситуација или дечкото е доминантен у целата ситуација, затоа што девојката, вете, или дечкото кој да е, ако е инвалидизиран, ако е казнет за тоа што донел погрешни одлуки и за тоа што сгрешил, почнува да не си верува себе си и почнува да бара другите луѓе да донесуваат одлуки за него. И тука е самата грешка и тие луѓе не можат да преземат одговорност за својот живот. Баш поради тоа што нашата одлука, со последиците за таа одлука, е тоа кое што ни ја дава одговорноста. Но битно е да знаеме дека од секоја грешка можеме да научиме и дека треба да добиеме доволно податоци за да тргнеме. Но и ако не успееме, не значи дека едноставно не можеме таа грешка да искористиме за нешто добро, за, пак ќе кажам, во наредниот обид да успееме во самиот живот. Не треба да си ги зимаме тие грешки при срце, премногу треба да научиме за нив и треба да сме одговорни за тоа и да признаеме дека сме сгрешиле. Но не ни помага ако почнуваме да се само обвинуваме, само камшикуваме за нештото кое што сме возгрешиле, затоа што тогаш животот го губи жарот, ја губи убавината, ја губи таа идеја дека животот е игра и тука настануваат проблеми, тука настанува колебливост, тука настанува сомничавост и едноставната одлука станува тешка поради тоа што првото нешто што човекот го гледа во таква ситуација е последицата, негативното, а што ако се деси најцрното, а што ако се деси ова или она, поради тоа што му било наметнато и било премногу потенцирано дека грешел и дека сето тоа е премногу сериозно и травматично. Рековме дека и на тие луѓе кои што се во се стоперили, се да кажеме, со некои негативни тенденции, критики и инвалидизации, кога нас рековме дека има начин како да ги разбереме, но и не е идејата да се бориме против нив, туку идејата е да успееме и да напредуваме поради тоа што кога ќе успееме и кога ќе постигнеме целта и самите тие кои што се плашат дека ќе успееме или нема да успееме, ги растеретуваме од нивниот притисок, а ние на тој начин ја преземеме одговорноста за нашиот живот.
Направивме кратка пауза и продолжуваме со денешната тема. Сигурна сум дека го задржавме вашето внимание и дека и вие ги барате главните точки преку кои може полесно да ги остварите вашите цели. Жарко, зборуваме и понатаму на оваа тема и секако вие ги споменавте стоперите кои што во одредени ситуации знаат да се појават на нашиот пат, да бидат во наша непосредна средина, наша близина и секако со своето присуство да не стават во конфузија. Со самото тоа секако ние повеќе и не знаеме како да се однесуваме во остварувањето на своите цели. Како им успева на стоперите да не стават во ваква состојба? Да, поради тоа што конфузијата е несигурност. Кога видиме сигурноста, е немање на конфузија. Кога имаме конфузија, фактички немаме сигурност, немаме стабилност. Нашите одлуки се нашата стабилност. Нашето знаење е нашата стабилност. Ако имате некој човек кој што знае, кој што си верува во себе си, кој што е сигурен, не можете лесно да го ставите тој човек во конфузија. Но како можете да го ставите во конфузија кога таа стабилност, таа сигурност во себе ќе му инвалидизирате, ќе му ја поништите, и во тој момент едноставно го правите несигурен. И тогаш му треба некоја друга сигурност. Видите, некој друг човек кој што ќе биде сигурен за него. И на тој начин се прави конфузија. Ако почнете да критикувате некого колку е неспособен, колку има некои карактеристики како човек, и он си верува во тие карактеристики и знае дека тоа му се доблести, да кажем. И колку повеќе му кажувате дека не е така, дека уствари не е тоа он што го мисли, дека уствари не знае, дека гледаш пак направи грешка, еве ти доказ дека не знаеш. Гледаш ти не си способен, гледај твоите другари, или твоите пријатели, или твоите другарки, или твоите колеги, колку се подобри од тебе. Гледаш, спореди се само со нив и ќе видиш дека уствари тебе не те бидува. Ките на човекот можете преку тие инвалидизации и критики да му ја намалите сигурноста во себе и тогаш тој нема стабилност. Затоа што секоја една единка треба да ја има сигурност и стабилност за сама себе преди се. Дете треба да биде способна за себе да донесе одлука. Замислете да имате некој лидер во колективот кој што не е сигурен во себе. Така и цело време се премислува, цело време се мисли. И треба да донесе одлука и да зацрта пат кој што не само тој што ќе биде способен да го следи, него ќе го следи остатокот. Но не можете да имате лидер, ние сме 50 лидери на самите себе. Така како тело, како ум, како дух, треба да се веруваме самите на себе. И тоа знаење кој што го имаме, таа сигурност кој што го имаме, не треба да лесно се откажуваме од тоа знаење само поради тоа што некој од околината може да не скритикува или да не инвалидизира или да ни покаже и докаже дека нештото не е добро. И може да, не знам, некоја девојка да направите несигурна кој кажувате дека не изгледа добро или не е нашминкана или гледај каква си, па гледај. И почнува да се губи таа сигурност во себе и таа самодоверба во себе поради тоа што едноставно тоа за кое што тој бил сигурен дека е така, почнувате да му го нишате, почнувате да не е веќе стабилно за него. И на тој начин човекот почнува да се чувствува конфузно, почнува да се чувствува збунето и почнува да ја губи таа централна сигурност во сам себе и почнува да бара помош од останати луѓе околу него, а можеби некој од нив и правејќи го несигурен, фактички му станува потпора понатаму во животот, но тоа никогаш не е добро поради тоа што животот е убав кога носиме ние сами одлуки. Сами поставуваме цели, сами одлучуваме за својата иднина и за својата судбина и тоа е фактички одговорноста на секој еден од нас. И затоа е убавината на животот поради тоа што секој еден од нас е различно битие од другиот и секој еден од нас има различни цели и дури ако ги имаме истите цели, имаме друга естетика и друг приот и друга убавина во животот како да ги постигнеме своите цели. Така да никој од нас не е ист. И затоа е убаво секој еден од нас да биде различен и да биде индивидуа, но да можеме да се склопиме и да функционираме заедно како група. Тоа е убавината на животот и мислам дека само така човештвото може да го извлече максимумот од својот потенцијал што го има. Колку жарко визуализацијата е една од главните компоненти при постигнувањето на нашите цели. Дали е доволно да замислиме дека имаме куќа на море и дека таму живееме и само тоа ни е потребно? Убаво е да замислиме дека имаме куќа на море, убаво е да замислиме дека можеме да победиме во некој надпревар. И таа визуализација можеме да кажеме дека е првиот чекор за постигнување на целта, поради тоа што некогаш ние него ни користиме умот. Да ни помогне за да ја оствариме целта затоа што не ја знаеме. Како ќе ја знаеме целта ако не ја визуализираме? Значи, првото нешто кое што умот ни го дава се сликите кои што тој ги прави за иднината.
И тој умот може да креира слики за иднината, може да стави во таа сцена бој, може да стави мирис, може да стави звук, може да стави различни перцепции, различни сензации, како сето тоа изгледа. И на некој начин да се ја проектира иднината или да се ја нацрта на едно платно, но може да се ја нацрта и во својот ум, да ја замисли. И доколку човекот не продолжува да сонува и доколку не продолжува да креира иднина, баш како што тој ја сака, тогаш почнуваме да стануваме роботи. Тогаш почнуваме да стануваме роботи на секојдневието, поради тоа што тогаш немаме наша цел, тогаш немаме наш сон. И немаме кај да тргнеме по патот. Така да луѓето кога стануваат, имаат автоматски реакции, кога стануваат роботи на секојдневието е баш поради тоа што изгубиле таа желба да сонуваат повторно. И тоа е еден од начините кои што околината може да не инвалидизира сање. За соништата. Ама ти многу сонуваш. Па престани више да сонуваш. Гледаш ли колку си нереален? Кај можеш ти тоа да го постигнеш тука? Па ти у која држава живееш? Па јасно ли ти е што правиш со тоа? Само ќе си направиш пораз поголем. Гледате, луѓето кои што веќе изгубиле во животот, многу се плашат и другите да не изгубат. Но тогаш стануваат стопери луѓето. На некој начин сакајќи да заштитат другите од поразите кои што самите тие ги искусиле. Но тогаш животот прекинува да е убав. Тогаш стануваме роботи, тогаш стануваме подредени на физичкиот универзум и на секојдневието. Во моментот кога ќе го изгубиме нашиот стон, се губиме дел од себе, тогаш животот станува неинтересен, тогаш животот станува суопарен. Така да визуализацијата е многу битна за тоа што сакаме да го направиме. Што сакаме да направиме за 5 години од сега? Колку голем сон сакаме да направиме? Таа визуализација е најдобро да биде што подетална. Значи да видам точно каде сакам да ми биде таа куќа, каков ентериер има, каде точно се наоѓа, каков кров има, дали има тревник, дали нема тревник, каква кола е паркирана таму, можам ли да го почувствувам мирисот на куќата, какви звукови почнувам да слушам, поради тоа што умот тој потенцијал го има и колку повеќе сме на чисто и на јасно што сакаме да добиеме во животот, толку повеќе тој животот ќе ни го даде тоа. Не знам, каква девојка сакаме да имаме, каква работа сакаме да имаме, каква канцеларија сакаме да имаме. Мораме тоа да го замислиме. Ја обично им кажувам на луѓето со кои што работам и на клубовите, едноставно да го напишат тоа на лист хартија секој ден. Едноставно да бидат во комуникација со тие соништа, поради тоа што знаеме да ги изгубиме, но соништата ни се цел. Секој предмет, како што е организација, како што е менаџмент, сите тие обемни предмети имаат единствена цел да ја постигнат целта. Така да целта е врвот на се останато. Ако немате цел, безпредметна е организација, безпредметно е менаџирање со времето, безпредметно е било каков менаџмент со луѓе. Поради тоа што сето тоа е на некој начин алатка како да стигнеме до она кое што го посакуваме, а тоа е целта. Така да дефинитивно визуализацијата е првиот чекор, но не е доволен за да се постигнат соништата. Поради тоа што јас сакам да кажам дека вистинската магија се случува во животот кога превземаме акција. Значи акцијата е тој чекор кој што мораме да го превземеме за да дојдеме до самата цел. Акцијата подразбира надминување на препреките кои што ни се јавуваат до патот да ја постигнеме самата цел. И она што секогаш се случува кога почнуваме да превземаме акција дека секогаш ја потценуваме нивото на акција кој што ни е потребно да го направиме за да ја постигнеме целта. Затоа што во животот секогаш излагаат непредвидени работи. Таа непредвидливост мораме да ја земеме во обзир. Ако сакаме, не знам, да направиме некаков настанак кој што ќе дојдат 100 луѓе, не можеме да поканиме 100 луѓе. Треба може да поканиме 500 луѓе. Гледате, мораме многу повеќе да работиме. Не можеме, ако сакаме испит да положиме за 3 дена, имаме 3 дена и толку е материјалот ако го поделиме дека имаме само 3 дена, гледате, ќе излезат некои работи, ќе дојдат можеби гости ненајавени, нешто ќе се случи. Морате да дадете простор за повеќе и дополнителна акција. И тоа е грешката која што секој еден ја прави. Вистинските спортисти, врвните менаџери, луѓето кои што се успешни, знаат дека секогаш мора додат со огромна количина на акција која што е многу над проценливата акција која што ние мислиме дека треба да ја направиме за да дојдеме до целта. Секогаш го потценуваме трудот. Секогаш треба повеќе труд од тоа што мислиме дека е логично доволно за да се постигне целта. Тука грешиме често. Речи си, во секоја емисија зборуваме за тонската скала и за нејзиното значење во постигнувањето на целите и она што сакаме да го реализираме во нашиот живот. И сега, колку можеби оние луѓе кои што се наоѓаат високо на тонската скала, полесно и поедноставно ги остваруваат своите цели? Убавината на тонската скала е поради тоа што покажува колку човекот е волен да ги надмине препреките
и колку тој се смета себе си за причина и колку презема одговорност за успесите и неуспесите. Колку сме повисоко на тонската скала, имаме голема емоција, квантитетна енергија која што ни дава можност да ги надминеме сите препреки за да можеме да дојдеме до целта. И колку сме повисоко по тонската скала, полесно едноставно ја замислуваме целта. Гледате, некојаш луѓето стануваат премногу напор во правење на целта. Не мораме да ставаме напор. Умот е лесна работа, мислата е многу лесна работа. Треба едноставно да го замислиме тоа. Без премногу напор и стрес да даваме дека мора тоа да се оствари или едноставно стануваме пресериозни во врска со тоа. Високо на тонската скала животот игра. Човекот е растеретен од многу негативни емоции, е позитивен и едноставно се смее и на неуспесите. Ама при тоа е одговорен и е волен да преземе статус дека поради него нештото не испаднало како треба, но пак кажам, не се камшикува или не се само обвинува или едноставно не паѓа на тонот премногу на каење или на жртва, туку едноставно препознава дека сгрешил и бара решение како да го направи тоа нареден пат и едноставно со една креативна енергија и многу лесно тоа функционира. Ако некојаш се запрашаме, ќе видиме дека колку по несериозно, колку по ноншалантно, колку по соигра сме превземале некои работи, колку по брзо работите ќе се случат. Ќе земете да исчистите дома, колку сте по љути, по нервозни, по негативни со емоциите, ќе скршите нешто тешко иде, едноставно доаѓате до препреки. Кога ќе почнете работите да ги правите со игра, со песна, со смеење, едноставно ќе исчистите многу побрзо, како еден обичен пример од секојдневието, но ова се однесува и на секоја цел. Значи, колку повисоко сме на тонската скала, полесно ни одат работите. Како паѓаме по тонската скала, веќе почнуваме да мислиме дека некој друг треба да ги направи тие работи за нас. Почнуваме да чекаме. Па можеби тато и мама ќе ми го завршат тоа, па можеби други луѓе и така натаму. Гледате, тогаш паѓаме со емоциите, можеби сме на досада или паѓаме уште пониско на тонската скала кога сме на лутина или кога сме на страх. Тука почнуваме да мораме нештото да го направиме, го правиме толку сериозно, толку со притисок ги правиме работите, да едноставно работите почнуваат да ни бегаат. Видите? Едноставно мораме да се качиме малку повисоко по тонската скала за универзумот да биде во хармонија и синхронизиран заедно со наш и со нашите цели. Така да колку сме повисоко на тонската скала, многу поедноставно и побрзо и полесно се случуваат работите. Не секогаш успеваме да ги реализираме целите кои што ги имаме поставено пред себе. Што да правиме во моментот кога едноставно повеќе не гледаме дека можеме да ги постигнеме своите цели? Единствената опција која што ни останува е да продолжиме. Затоа што гледате, неуспехот доаѓа само ние кога ќе одлучиме дека сме неуспеали. Ние сме владетелот во нашиот универзум. Ние сме тој кој што е цар во нашиот универзум, тој кој што ги носи одлуките. Гледате, ако ние се сложиме дека не сме успеале, само тогаш не успеваме. Не мораме да ја донесеме. Тоа само покажува колку сме ние јаки како битија и дека се зависи од нас, и дека животот сме ние. Фактички животот се менува кога се менуваат нашите емоции, затоа што колку поубави емоции имаме, животот ни изгледа поубаво, колку по негативни емоции има, животот ни изгледа негативно. Ние сме животот. Но исто така и ние сме владетели во нашиот универзум и нашите одлуки се закон во нашиот универзум. Кога ќе одлучиме дека не успеваме, тогаш навистина не успеваме. Но она што е битно е дека треба да знаеме дека не постои неуспех. Треба да се сложиме дека не сме успеале за да не успееме, затоа што можеме да го одложиме или да додадеме малку повеќе време за да ја постигнеме целта, но и тоа е во ред. Не мораме да се откажеме од самата цел. И секогаш истрајноста е битна и е врвна карактеристика на секој еден кој што сака да успее. Баш таа истрајност ги одделува успешните луѓето кои што секогаш ги постигнуваат целите од останатите поради тоа што знаат дека тоа е тој пат кој што треба да го одат, знаат дека некојаш ќе има препреки, дека некојаш ќе биде трновит, но не се откажуваат во моментот кога ќе се откажат, се откажуваат од среќата, од успехот, од живењето, од играта на постоењето и така натаму. Жарко, секако дека истрајноста е она што во овој случај е најважно кај сите нас. Јас ви благодарам што во рамки на денешната емисија успеавме поголем дел од точките кои што се важни за остварувањето на нашите цели да ги објасниме. Секако за сите дополнителни информации понатаму сте расположен да разговарате со гледачите на Откриени тајни на социјалните мрежи каде што можат постојано да ве најдат и да добијат дополнителни одговори на сите овие теми на кои што разговараме. Благодарам, Сања.
Благодарност до нашите верни гледачи. За се она со кој што остававме куси, можете повторно да нагласам дека може да стапите во комуникација со мене на социјалните мрежи. Ја користам оваа пригода да најавам еден убав настан кој што ќе се одржи на 2 јуни во 19 часот во хотелот ТЦС Гранд Плаза, тоа е во Тафталиџе Кеверото. Ќе имаме убаво мотивационо предавање, јас ќе го одржам. Така да сите заинтересирани може да се јават или да се пријават за предавањето на социјалните мрежи или едноставно може да ме контактирате на мојот мобилен телефон 078 261 771. 078 261 771. Ви посакувам убав и пријатен ден. Довидување. Тоа беше се поврзано со темата главни точки како да ги постигнеме нашите цели. Доколку бевме интересни, доколку го задржавме вашето внимание и сакате да откриете уште по некоја тајна, јас ве поканувам следната сабота повторно во 11 часот да бидете на фреквенцијата на телевизија 24. До тогаш поздрав и пријатен ден.